Топ тема, добро вечер. Поради политичкиот ќорсокак во напредокот кон Европската Унија, цинизмот станува се повеќе константа или главниот агол низ кој се наблюдува или коментира се друго што може да се поврзе со Европската Унија, вклучително и реформските обврски. Па така во Македонија, поради големите и несомнено непринципиелни политички пречки, веќе одамна власта воопшто не се вознемирува од оцените во извештаите на Европската опозиција, се извинувам, на Европската комисија, кои како опозиција секоја власт ги представувала како наш одраз во реформското огледало. А како владата го процени нејзиниот реформски одраз во оценките на комисијата за 12 од нејзините 17 месеци на власт, официјално се уште не сме слушнале. Но ако се суди според лежерноста со која се наоѓаат изговори за неспроведените реформи од реформската агенда од планот за раст, останува дилемата дали всушност и воопшто има простор да се изненадиме со некаква доза на самокритичност. Има ли простор за интерпретации што значи констатацијата без напредок? Дали политичкиот ќорсокак во евроинтеграциите се повеќе е изговор за неспроведените реформи? И каде исчезнуваат заложбите дека со реформските зафати ќе ја носиме Европа дома? Зошто ниту парите од планот за раст не се доволен поттик за промени? Ова се само дел од прашањата за вечерашната дебата, а мои гости се доктор Симонида Кацарска, извршна директорка на ЕПИ. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. И професор доктор Силвана Мојсовска од Економскиот институт. Добро вечер. Кацарска, оценка од владата нема, веројатно ќе низ некаква форма на пресконференција ќе треба да ја очекуваме утре, но дојде оценка од владеачката партија во одговор на денешната пресконференција на лидерот на опозицијата и меѓу другото се вели: за нас е јасно дека вакви и слични извештајчиња ќе продолжат се додека не се најде решение со Бугарија. Но и покрај тој негов аспект, извештајот сметаме дека е одличен и не охрабрува да продолжиме на патот на реформите и го гледаме како патокас на кој треба да се фокусираме во иднина. Каква порока да прочитаме ако од една страна овој збор извештајчиња на вистина е содржан, не е печатна грешка или мој лапсус, а од друга страна се вели дека тоа извештајче ќе биде патоказот по кој ќе треба власта да се фокусира во иднина, бидејќи вообичаено кога ВМРО ДПМН не одговара од позиција на власт, одговара во името на владата. Видите, јас веројатно зборот кој што е искористен би го интерпретирала во моментот на меѓупартиската преписка, иако не е соодветен за инструментот кој што ни го води, кој што го насочува патот за европската интеграција, која што е споделена цел на повеќе од 65% од македонските граѓани. Ако ги прашате утре, ако има референдум на традиционалното прашање со кој што се мери поддршката, ние се уште имаме 65% најмалку барем од јавноста која што ја поддржува таа стратешка цел. Така да во тој контекст не би го нарекувала извештајче, бидејќи е еден од најважните инструменти со кои што може државата да ги спроведе реформите кои што во процес во кој што се наоѓаме веќе 20 години како држава кандидат и како држава која што не би рекла, често пати велиме овие денови исто така дека ние се наоѓаме на истото место. Не би рекла дека сме на истото место, ние сме држава која е релативно солидно усогласена со европското законодавство, стагнира формално од мноштво на причини, но вториот дел на таа реченица, односно тоа дека ќе ни биде патокас, се надеваме дека ќе биде сватено посериозно од тоа што било случај минатата година, ако ја погледнеме самата содржина на извештајот. Мојсовска, која е вашата оценка еве за овие квалификации, бидејќи мораме да имаме предвид и дека станува збор за една добро хиерархиски подредена партија, па ова соопштение можеме да сметаме со сигурност дека не е случајност. Не е соодветно секако, затоа што овој извештај не е прв пат дека го добиваме. Партиите ротираат на власт, сите добивале вакви извештаи и им пристапувале со соодветно внимание.
Сега, како дошло до оваа изјава, можеби тоа покажува дека уште повеќе треба да се завртиме кон себе и кон тоа што зборуваме и што правиме. Затоа што можеби ова е продолжение на тие меѓупартиски преписки, бидејќи начинот на кој се водат кампањите политички исто така не е соодветен, исто така се користат несоодветни зборови, па оваа забелешка од ваша страна е сосема на место, можеби ќе допре до тие што треба да го водат, да го креираат имиџот на било која од политичките партии, дека секоја од нив кажува ЕУ е наша стратешка определба. Ако е стратешка определба, не треба вака да се однесуваат кон оценката која добиваме од Унијата. Сепак има и во оваа оценка, го има тој дел, дека извештајот во известна мера е негативен поради неисполнетите обврски за промена на уставот, а инаку од реформски аспект се е во ред. Колку држи таа оценка? Предпоставувам дека ќе ја слушнеме деновиве, бидејќи веќе се слуша. Видете, нам и како институти во други капацитети не е прв пат да го анализираме извештајот. За нас содржината на овогодишниот извештај не е многу поразлична од тоа што бил во изминатите неколку години, бидејќи ние долго време стагнираме на патот кон Европската Унија во усогласувањето, во процесот на усогласување со европското законодавство. Поради мноштво причини, големите политички прашања, дали е тоа името, дали се сега уставните измени, често пати беа пречка, но и беа изговор за неспроведување на суштествените реформи кои што следуваат и мислам дека во голема мера се наоѓаме во таа фаза повторно. Оваа година анализата на Институтот за европска политика, која што работиме веќе 15 на години, покажува дека поместување во усогласеност имаме само во едно поглавје, односно тоа е поглавјето слободно движење на капитал, поради нашето неодамнашно пристапување кон единствената европска платежна област. Во сите останати 33 поглавја немаме поместување на тоа големо ниво на усогласеноста. Ова не е исклучок, повторно велам, бидејќи таква беше сликата и во изминатите 4-5 години. Пред една година-две, ако не се лажам, тоа беше Европската економска и монетарна унија, каде што го имавме тоа мало поместување. Но тоа што е различно оваа година е контекстот на другите извештаи, односно извештаите на Албанија и Црна Гора, кои што очигледно дека предничат, и за споредба со нас имаат во Црна Гора како држава која што веќе ја поставува Европската комисија како е следна за држава која што ќе биде членка на Европската Унија, тие во споредба со нашето едно поместување од 0,5 имаат 12 поместувања, додека пак Албанија имаше 6 во нивната усогласена, што значи дека успеале едноставно повеќе да испорачаат на тој пат. Но како сега да се наметне воопшто дискусијата, бидејќи си има впечаток дека преовладува тој дискурс на цинизам. Кон се што доаѓа, вклучително и кон овој извештај. Сега ние ќе продолжиме, веројатно ќе спомнеме и тоа и кои се тие поглавја и во кои области. Меѓутоа, некако тој дискурс сепак преовладува. Тука е главниот проблем. Не сакаат, точно има и огромна непринципиелност и хипокризија во однос на сите тие политички пречки, но од друга страна реално е дека и во голем дел од јавноста преовладува тој наратив. Дека се ова друго е небитно, бидејќи главната наша пречка е таа, политичката. Апсолутно се служувам и голем дел од клучните политички актери ја градат таа слика и тој имидж, но мислам дека никому не оди во прилог доколку продолжиме да живееме во таа приказна. Значи мораме да ја надминеме и да сватиме дека дел од овие забелешки кои што се однесуваат дали на правосудството, дали на владењето на правото, дали на економските прашања, се забелешки и реформи кои што нам ни требаат внатре. Ова звучи како флоскулата Европа внатре, Европа дома, меѓутоа не може да бидеме цинични према фактот дека ни треба реформа во правосудството заради нас. Мислам дека на сите ни е сега веќе повеќе од јасно.
и поради тоа мораме да се зафатиме со истата. Не ни оди никому во прилог ако продолжиме уште долго време, како што веќе во место одиме во лер, да го повторуваме тоа прашање на фрустрација, не се фер према нас и така натаму. Мислам дека токму и на претходната емисија кај вас тоа го говоревме, мислам дека сите сватија и од надвор дека не биле фер, го пренесовме тоа, меѓутоа тоа не го надокнадува моментот дека дека процесот на реформи мора да тече дома заради нас. Ке разговараме и подетално околу на кои се клучните недостатоци, особено во однос на тие во првиот кластер. Мојсов како во тој прв кластер, голем дел од прашањата и за реформи на правосудство и битка против корупција се уште се обременети со политички препукувања и можност од разноразни додавки и калкулации во дебатата, колку економскиот дел и оценките кои што се добиени во економскиот дел нудат основ за некаква, поаргументирано или поегзактно соочување со тој одраз што ние напишаме. Токму економскиот дел практично треба да не освести дека мора да се реформираме за да може да постигнуваме подобри економски резултати. Првиот кластер е суштинска, тоа се предусловите, суштинска предпоставка за раст, тоа се предусловите за да може да имаме поголем економски раст, постабилно економско обкружување, и едноставно да бележиме подобри економски резултати. Во економскиот дел, ако ги земеме генералните критериуми, двата, првиот, постоење на функционална пазарна економија, тоа е единствениот критериум во целиот извештај за кој ќе најдете дека има многу добро ниво на подготвеност, односно тука сме најнапредни. Меѓутоа, тоа е заради некој минат труд од воспоставување на регулаторни институции, од воспоставување на институционална рамка, од воспоставување на законодавна рамка за да може да функционираме според пазарни услови. Вториот критериум веќе капацитет на државата за справување со конкурентскиот притисок на Унијата бележи многу послаби резултати, затоа што тука се гледа моќта на економијата, на нашето стопанство да излезе на пазарот на Европската Унија и да се бори со таа конкуренција таму. Тука имаме уште многу да напредуваме. Како што кажав, првиот кластер е предпоставка за ние да станеме сериозен економски партнер и сериозна дестинација за странски директни инвестиции. Ако тоа го нема, не можеме да очекуваме дека ние како една многу мала држава која е зависна од странските пазари, која е зависна од трговијата, ќе напредуваме без едното и другото се многу поврзани. И тука ќе се поделиме прво делот околу реформата на правосудството и борбата со корупцијата и јавната администрација, бидејќи тоа ви е специјалност. Оно што може да се забележи, освен ова 23-ка, ќе кажете зошто е битна, има назадување и во 24-ката. Па јас би разграничила тука во 23-ка, односно поглавието кој што се бави со правосудството и основните човекови права, нема напредок, апсолутно никаде, на хоризонтално ниво. Во делот на правосудството, клучните реформски чекори, односно клучните реформски закони, беа дел и од реформската агенда, меѓутоа владата не успеа да ги донесе. И во голема мера сме свесни дека постојат изјави на политичко ниво кои што се повеќе од мешање во независноста на судството, тоа го констатира самиот извештај и предупредува дека тоа не смее да биде пракса на сите нивоа. Втората точка која што споменавте, поглавието 24, правда, слобода и безбедност, која што е во надлежност на Министерството за внатрешни работи, има послаб напредок од минатата година. Значи, тоа е проценката на Европската комисија. Ова е поглавје во кое ние сме стоеле традиционално добро, навраќајќи се на оно што го спомена Силвана, поради минатиот труд. Ние генерално, ако се навратиме 2008-2009 со визната либерализација, бевме добриот ученик на голем дел од овие политики
и предничевме доста долг период, меѓутоа оваа година точно имаме помал напредок. Ако ги гледаме двете заедно, тоа може да биде многу голем проблем доколку немате напредок во овие две поглавја, бидејќи ако таквата ситуација потрае, Европската комисија може да ви го постави прашањето на тоа како ќе вие воопшто би ги спроведувале преговорите, бидејќи се како што се спомена тоа дел од овој кластер кој што ги креира основите на преговорите. Дополнително, ако погледнеме во однос на ако погледнеме малку поблиску во тоа поглавје 23 во правосудство, покрај делот на правосудството утврдено е очекувано дека немаме досие, дека немаме никаков напредок во борбата против корупцијата. Тука се наведени случувањата во Државната комисија за спречување на корупција и дополнителниот момент е недонесувањето на кривичниот законник. Ама вие сте дел како ЕПИ и од платформата за борба против корупцијата, вие сите предупредувавте при изборот на новиот состав на Државната антикорупцијска комисија дека има начинот на избор може реално да го isproducira ова што го За волја на вистината колегите од платформата се реагираа, ние како дел работиме како дел од Blueprint иницијативата, меѓутоа не е само тоа. Комплетното несправување со ефектите на промените од кривичниот законник, веќе 17 месеци од новата влада, си креираат една ситуација во која што не можеме ни да очекуваме друг вид на оценка. Последно што би споменала, правосудството се третира и судиите. Европската унија не ги гледа низ призмата само на тоа какво ќе биде правосудството во нашата држава. За нив тоа е правната сигурност која што ќе им обезбеди и еднаков третман, односно непристрасно судење доколку е утре потребно на нивните државјани во нашата земја, бидејќи едноставно тие се подпираат судиите како треба да го заштитат европското право. И тоа е призмата низ која што ги гледа. Ако погледнете и во дел од прашањата во внатрешниот пазар, веќе комисијата исто така поставува прашањето тоа колку судството ќе може да се носи со специјализирани теми, дополнително како критериум во пристапувањето, а од аспект на антикорупцијата веќе ги наоѓаме и во сите други секторски поглавја, наоѓаме специфични политики кои што се поврзани со антикорупцијата, кои што се бараат односно со борбата против корупцијата. Се споменува во здравството, очекувано во нашиот контекст, се споменува во земјоделството, се споменуваат политиките за интегритет во Агенцијата за вработување, значи веќе комисијата ги гледа хоризонтално. Ако немате напредок тука, очекувано е дека може да ви постават пошироки прашања во контекст на сите други поглавја. Но овие аргументи тешко пробиваат, особено кога во контекст на реформите на правосудството вие имате крајно, како што рековте и самите, исполитизирана на дебата. Дури ако се префрлиме еве овој сегмент околу реформите во судството го има и во реформската агенда, знаеме на кој начин се објаснува неуспехот. Еве премногу политика има и во законите за судство и така натаму, да го земе само како пример изборниот законник. Едноставно, сите знаеа дека ќе има избори, дека внатре има недоследности укажани од ОДХР, сите излегоа и однапред си напишаа негативна оценка која во тој дел за неисполнување на препораките на ОДХР беше однапред напишана, потврдена на изборите и кажана и после првиот и после вториот крг. Точно, меѓутоа јас не би ги амнестирала тука делот реформските чекори во правосудството, бидејќи ако ги ставиме настрана дел од оние конвенционално користени аргументи за платите на судиите, дел од недостатоците констатирани во извештајот, а и во реформската агенда се вработување на службеници во обвинителството и судството. Мене ми е жал, меѓутоа тешко ми е да го политизирам прашањето на неопходниот број на тоа дали се 100 службеници во судството или во обвинителството кои што ми се неопходни за функционирање. Мојсеска, во овој прв дел секако е големата болка, реформата на јавната администрација. Формално се нотира, се забележува носењето на новиот на пакетот закони непосредно пред самораспуштањето на условно пред изборната пауза на собранието, меѓутоа има едно големо но и од тоа големо но почнува континуитетот на сите наши проблеми со можеби неспремноста да се влезе во тој огромен
зафат? Практично јавната администрација ја покажува болката на целото наше општество во однос на имплементирање на политики. Значи, ние напредуваме и овие извештаи го покажуваат тоа се до оној момент додека треба да донесеме регулатива, додека треба нешто да направиме на хартија, законите ќе поминат. Меѓутоа, во оној момент кога треба да се имплементира и да се мери имплементацијата, а сега сме во таква фаза, практично покажуваме лоши резултати. Кај администрацијата и оценката на Сигма, ОЕЦД, која беше спроведена минатата година, во јануари се објави извештајот, покажа дека имаме проблем, во тоа време се уште не беа донесени законите, меѓутоа основниот проблем е дигитализација на услугите, соодветно екипирање на институциите, затоа што кај нас се политизира и бројот на определени службеници кои треба да работат во некоја институција, меѓутоа дури да се исполни бројот, прашање е каков квалитет ќе се добие и колку тие луѓе ќе можат да испорачаат. Една од критиките оваа година во извештајот е дека и во СЕП, односно во МЕП, во Министерството за европски интеграции, нема доволно капацитет за имплементирање на реформската агенда онака како што нашата влада ја предвидела. Принципот на меритократија е клучен, односно наградување и напредување според заслуга. Се додека нашата администрација во одредена мера не почне да функционира според принципот вистински човек на вистинско место, без да има партизација, без да има определени други критериуми, не можеме да се поместиме напред. Кај администрацијата исто така е важно и некористењето, би рекла, на анализи од академијата и од граѓанскиот сектор кои можат да помогнат во креирање на така наречени политики засновани на докази. Затоа што често пати ни се случува да имаме креирање на некоја политика, носење на стратегија и слично, која реално не може да биде исполнета заради ред причини или преклопување на документи од едно и друго министерство, а тоа треба да се реши преку координативен механизам на владата. Напредокот во јавната администрација е клучен за да имаме напредок во сите други реформи, затоа што стигнавме до фаза кога креирањето на политики не треба да ни е цел, треба да ни е цел имплементацијата на тие политики. Додека тука не се придвижиме, не може да има напредок. Во однос на економските критериуми ги споменав првите два, меѓутоа... Може ли само што кога сметате дека во однос на администрацијата, кога сметате, бидејќи го споменавте, дека мерит системот ќе дојде на вистина на дневен ред, од аспект на фактот што од првичното читање на буџетот за идната година се покажа еден многу интересен факт. Енормно зголемување на сумата за договорни услуги. Тие најчесто се користат за бајпасирање на потребата од вистински реформи во администрацијата или да скратам за договорена дела. Да, тоа стои затоа што реално таму каде што има потреба од анализи или од испорачување на извештаи, стратегии и документи, тоа го се плаќаат организации, стручни организации за тоа кои ги вршат тие работи. Мерит системот треба да биде приоритет на секоја влада што ќе дојде и тука не треба да има отстапка. Во тој контекст, кога тоа ќе се спроведе, исклучително зависи од нашите креатори на политики. До сега се правени доста напори и се прави голем притисок како од меѓународните организации, така и од невладиниот сектор, во сите анализи и академски стои тоа дека мора да започне да се применува тој принцип. Има начини, има механизми, дел од тоа почнува и да се спроведува некаде како пилот програми, меѓутоа потребно е да се стави како приоритет број 1. Кога тоа ќе биде приоритет број 1, работите ќе се променат во однос на тоа што испорачува јавната администрација. И тука ќе имаме еден спирален позитивен ефект и во другите области, затоа што
гледаме дека јавната администрација е таа што треба да ги придвижи процесите. Овој извештај што ние го добивме е генерално извештај за работењето на јавната администрација. И тука нема амнестирање на никого, бидејќи годината на кој се однесува всушност, имавме ситуација кога имавме промена на владачката структура, значи и тие што се сега во опозиција биле извесен број на месеци на власт 2020. Мислам дека ова е првиот извештај за оваа влада, бидејќи 1 септември 24, 1 септември 25. Тоа значи дека на 1 септември кога започнале, не почнале да ги креираат сите политики. Основата била поставена, вие не можете да донесете нов буџет во септември 24, така? Работите со буџетот кој бил претходно и со договорите кои биле претходно склучени. Поентата ми е дека ова е огледало на работењето на било која владеачка партија што била на власт. Кацарска, до кога ќе го вртиме овој круг на дебати, на убедување дека ова е нашето огледало, особено кога се во прашање реформите во правосудството, ако имаме предвид дека еден нерешен проблем, еден недонесен закон повлекува многу други. Деновиве слушнавме дека председателката на државата, например, не само што во јуни не именуваше, или јули, не именуваше еден од членовите на судскиот совет, кој што треба да биде нејзин предлог, туку дека најверојатно тоа нема да го направи и со вториот, ќе го чека да се донесе новиот закон. Во меѓувреме тој закон се наводно доцни за да биде испратен во Венецијанската комисија, а сите знаат дека Венецијанската комисија работи на сесии, па тако требало да се донесе до јуни законот, некој требал да испланира да се донесе, да го испрати на преглед во март, а не во јули. Видете, јас мислам дека ние на масата сме убедени во тоа дека мора да се направат некои активности. Мислам дека никого меѓу себе не се убедуваме. Ако ја погледнеме специфично правосудната реформа, она што ние го што работиме долго време на ова, памтиме, се сеќаваме дека периодот некаде од 2005 односењето на уставните амандмани од 2009 година, кога се постави овие клучни структури, академијата, советите, и исто така период во кој што голем дел на владењето всушност на оваа владеачка партија, период во кој што го намаливме заостатокот на предмети во судовите за 1 милион, период во кој што ефикасноста на судството се подигна, меѓутоа во кој што тоа беше врзано со таа привлечна сила од Европската унија. Јасно е дека правосудната реформа всушност, особено после 2005 година, е многу тесно поврзана со процесот на пристапување во ЕУ. Мислам дека тоа е првата точка која што мора да ја прифатиме, далеку од овие политички дневни проценки што се прават. За останувањето во овој момент јасно е дека владата и покрај тоа што се обврза во реформската агенда на одредени чекори, промените во законите за судскиот совет, законот за плати за судии и тоа што и да, ма се извинувам, се завршува со констатацијата да има политички влијанија во судството, но ние еве сега вие малку споменавте индиректно и поумерено, јас ќе бидам по-директен. Ние сега се соочуваме со безмалку лажни вести кои што ги продуцира самата влада со тврдењата дека Европската унија е таа која што бара јас да им дадам повисоки плати на судиите, јас тоа нема да го направам, нема да ги арчам вашите пари, дури они не станат подобри. Во суштина се работи за критериуми кои што усвоени за процентот на буџет. Прв пат усвоени во 2010 година, тогаш повторно оваа влада била. Беше најавено ќе правиме некаква нова анализа каде е Македонија во однос според платите во однос на останатите земји од Европа, а во самите документи владата ги цитира веќе единствените релевантни постоечки дата бази
тоа се датабазите на Совет на Европа, кои кажуваат како и да мерите, Македонија е најслаба во регионот според Видете, индикатор за тоа на каде ќе се движи владата е дали ќе ги предвиди средствата за овие закони во буџетот за 2026 година. Ако не ги предвиди, тогаш ќе имаме голем проблем и нема да може да се поместиме тука. Значи, тоа е тоа. Тие мерки од реформската агенда нема да бидат исполнети, но ние имаме и голем ризик внатрешно од тоа што ќе имаме недостаток на суди, недостаток на службеници во судовите и токму поради тоа ја споменав на период 2005 до 2009 кога намаливме 1 милион на заостанати предмети. Сценариото кон кое веројатно ќе се движиме, освен ако нешто не се промени, е да се навратиме кон заостаток на предмети во судовите, односно да рекреираме проблем кој што ние сме го решиле и кој што велиме дека и кој што сите ние кога сакаме нешто позитивно да кажеме за македонското судство, е тоа дека колку случаи влегуваат на годишно ниво, толку се процесираат, односно има 99 до 100% проминување, така пресудување на бројот на случаи, така да тоа за 2-3 години нема веќе да биде случај и ние ќе имаме проблем на ефикасност на судството покрај тоа како проблем кој што сме го решиле. Тоа е сценариото во кое што се движиме ако не се направат дел од овие реформски зафати. Освен ако се нема некој друго сценарио од вас за кое што ние другите не сме свесни. Но навраќајќи се втората точка, бидејќи ги споменавте назначувањата во судскиот совет, Една од клучните критики, не би не рекла ни критики, веќе дека можеме да кажеме дека Европската унија не критикува, затоа што ние немаме народен правобранител и немаме заменици на народните правобранители. Мислам дека е комплетно извртување на тезата. Констатацијата на реалноста дека телата кои што треба да се бават со заштита на човековите права немаат соодветно екипирање поради тоа што не може партиите да се договорат, дали собранието не е во можност да ги назначи, е прашање кое што нам ќе ни се убие од главата, односно утре кога ќе одат нашите граѓани да си ги заштитат правата. Ние сме во хроничен недостаток на високи назначувања покрај ова назначување кое што го споменавте во судскиот совет. Ние немаме заменици народни правобранители веќе со години, народниот правобранител отиде во пензија, немаме нов народен правобранител и имаме недоволно пополнета комисија за заштита од дискриминација, како и сите други независни тела, што е голем индикатор. Доцна им текнува, ете. Наеднаш они забораваат дека имаат таква обврска, што да правиме со тоа. И очигледно е дека ништо не вреди, затоа што на крајот сето ова ќе заврши како со оценка извештајче. Еден од принципите кои треба да го исполни нашата влада и се однесува на работењето на јавната администрација е среднорочно фискално планирање. На тоа упорно добиваме негативни оценки затоа што тоа не се планира како што треба, бидејќи дури следната година и да се издвојат определени средства за тие работи кои треба приоритетно да се решат, не сме сигурни дека ако не се направи среднорочна фискална рамка како што треба, тие реформи ќе продолжат. Значи, континуитетот на реформите е поврзан со издвојување на соодветни финансиски средства на среден рок, со цел да се знае дека тоа се приоритетите. Собранието ги усвојува и таа рамка, се прави фискална стратегија. Во таа фискална стратегија има определени приоритети, меѓутоа планирањето на буџетот и на финансиите на среден рок е несоодветно, бидејќи ние го менуваме и во текот на годината. Ама тука доаѓате до оној втор проблем кој што го има или друга реформа која што многу е понагласена во реформската агенда, тоа е контрола и планирање на јавните финанси, односно ние тоа што го нарекуваме капитални инвестиции кои што мора да добијат еден целосен нов систем. Очигледно е дека некој не го сака тој систем, туку подобро е распишуваме оглас, бујрум градоначалници, повелете тука е купчето, ние делиме пари. А потоа со новиот буџет ќе отпишуваме, запишуваме и со ребаланси ќе намалуваме капитални инвестиции за да имаме да прелееме во делот кај што имаме дефицит. Треба да планирањето е клучно, посебно на финансиите и посебно кога се земаат кредити од странство кои се во голем износ, за да може сите тие пари да се употребат во поттикнување на растот. Во Министерството за финансии беше формирана единица за проектен менеджмент на капитални инвестиции. Не знам дали функционира и како функционира, меѓутоа значи воспоставено е тело. Повторно доаѓаме до тоа дека се
воспоставуваат тела, меѓутоа колку тие тела после испорачуваат, гледаме во ваков тип на извештај. Уште една повторно поврзано со оној дел за не само нашите, туку генерално негодувањата на регионот во поглед на европските перспективи. И тука беше тоа постојано инсистирање да се понуди некаква алтернатива, а и меѓу другото и за приклучување кон заедничкиот пазар и така натаму. Ќе го зборуваме подоцна и тој аспект, меѓутоа кога сме веќе на извештај. Ако сите лидери здушно, сите бара и се уште е тоа барање од земјите од регионот кон Унијата, ако сите го бараат тоа, што треба ние да прочитаме или што треба да видиме кога во еден цел кластер, кој што се вели внатрешен пазар, вие имате само еден плюс, а тоа е слободно движење на капитал. Нити стока, нити работници и што е најстрашно, нити конкурентност. Сепа, тоа беше заради тоа што пристапивме во единствената зона за плаќање во Европската Унија, што е многу позитивно, а ова значи дека не сме си ја изработиле домашната задача. Извештаите оваа година многу се разликуваат помеѓу земјите во регионот, веројатно и најмногу во последниве години, со тоа што Црна Гора и Албанија отскокнуваат. Тоа е причина за дополнителна фрустрација кај нас, затоа што без разлика на политичките причини кои ние постојано ги имаме како главна причина зашто имаме стагнација во ЕУ процесите, ние немаме само стагнација во ЕУ процесите, ние имаме стагнација во економскиот раст, имаме стагнација во конкурентноста, имаме стагнација во продуктивноста, имаме всушност и надолен тренд во некои од нив. Единствен индикатор кој некои ќе речат добро се движи е намалувањето на невработеноста, меѓутоа тоа не е индикатор кој треба да не радува, бидејќи ние се соочуваме со недостиг на работна сила. А ако немаме работна сила, ако немаме соодветна работна сила, како може да очекуваме подигнување на продуктивноста, што пак е еден од предусловите за подигнување на конкурентноста. Оттаму, конечно треба да разграничиме, многу пати ова сме го зборувале, дека реформите кои се однесуваат на економијата се реформи исклучиво за нас, за да може нашата економија, нашето стопанство да функционира во едни подобри услови. Рековме дека со тоа се поврзани и првиот кластер, поврзано е правосудството, треба да покажеме дека имаме стабилна држава. Фокусот само на политичко прашање, тоа мора да се реши, дефинитивно, ако сакаме да одиме напред. Тоа провејува, меѓутоа, проблемот е како да се наметнат овие теми, дека ова е потребно, како што рече Симонида, без оглед на тоа. Тоа можеби ќе се реши, можеби и нема да се реши. Тоа не значи дека ние треба да останеме тука затворени, особено кај бизнисот, бидејќи бизнисот мора да оди многу подалеку од табановци. Ќе се реши на тој начин што ќе има од притисок од едните актери, тоа се фирмите кои сочинуваат тој суштински дел на економијата. Понатаму имаме и јавни предпријатија кои не стопанисуваат како што треба, кај повеќето од нив има проблем, значи ќе се реши со јавно-приватни партнерства, ќе се реши со поголем притисок од оваа страна за креирање на подобри политики и испорачување од страна на јавната администрација. Јас морам да кажам дека таков притисок или таков диалог помеѓу економскиот сектор, помеѓу фирмите и политичкиот сектор, односно владата во случајов, не гледам во насока на тоа да донесе некој поголем квалитет и фокус на испорачување на тоа што им треба на фирмите. Приоритет се условите од одредени кредити. Прва пауза за реклами, па во продолжение за она што и низ конкретни примери ќе се надоврземе и на реформската агенда, односно зошто резултати не даде и принципот реформи за пари или пари за реформи.
Иако директно не се осврнува, туку само ја споменува, сепак извештајот на Европската комисија е комплементарен и со она што се нарекува реформска агенда од планот за раст. Низ бројки таа изгледа поразително. Од 17 милиони што можеше да се повлечат до декември 2024 година, одработено само 7,9 милиони. Или од 70 милиони кои што можеше да се добијат со реформи до јуни 2025 година, одработени само 15,9 милиони. Пред да ги прашам моите гостинки зошто и овој инструмент во кој што имаше голема надеж дека ќе биде поттик за реформите, очигледно не успева доволно, да погледнеме што за него во две прилики има кажано премиерот. Секој народ има моменти кога мора да избере, ќе остане во удобната стагнација или ќе се соочи со потребата од длабоки и храбри промени. Државата е токму во еден таков момент на раскрсницата помеѓу стариот систем и новата европска иднина. Планот за раст и реформската агенда не е само услов за интеграција, таа е инструмент за оздравување на нашето општество. Интеграциите и растот се наш компас, но реформите мора да бидат наши одлуки, наши политики, наше национално зрење. Корупцијата е системски проблем, не индивидуална девијација. Да бидеме отворени и искрени, корупцијата кај нас не е само појава, таа е дел од начинот на функционирање на одредени делови од општеството. Таа е систем кој се штити сам себе и ако сакаме во Европската унија, ако сакаме раст, мора да го урнеме тој систем. Имаме наследени ситуации во кои граѓанинот се чувствува понижен, безпомошен, принуден да плати за да добие. Било тоа лекарска помош, правна заштита или некаква административна услуга. Таква држава не може да напредува. А уште позагрижувачки е што институциите кои треба да се борат против корупцијата, обвинителството и судството, често пати се неми, неефикасни или пак под политичко влијание. Реформите во правосудниот сектор се наитни. Без нив, сите други реформи се безвредни. Нема европско општество ако обвинителот бира по кого ќе отвори предмет, а по кого ќе премолчи. Судот носи пресуди по избор на политички центри, а не по устав и закон. Граѓанинот ја губи довербата дека ќе добие правда. Да цитирам еден од најпознатите мислители, Жан-Клод Јункер, поранешниот претседател на Европската комисија: Европа не може да биде заедница на интереси, ако не е пред се заедница на вредности. А правдата, почитувани колеги, е највисока европска вредност. Нашата одговорност како политичари е да создадеме услови за целосна деполитизација на судството, заштита на обвинителите и судиите од политички и бизнис притисоци, но и поинакви, механизми за надворешен надзор и отчетност, вистинска, а не формална поддршка на институциите за борба против корупцијата. Паралелно со правдата работиме на економска стабилност. Ниту една држава не се развива само со институции, потребна е економија што функционира. Затоа реформската агенда и планот за раст мора да оди рака под рака со поддршката на домашните предприемачи, привлекување на странски инвестиции, но и фер пазар каде нема да има монополи. Нема фаворизирани играчи и нема административни бариери за реалниот човек. Европа бара конкурентност, но и социјална одговорност. Тоа значи иновации, но и правични плати. Тоа значи раст, но и заштита на работниците. Време е да носиме одлуки, а не да одложуваме. Денес сме тука во Скопје, не само како домакини, туку и како партнери и сојузници на една заедничка визија. Визија за регион што не се дефинира преку своите проблеми, туку преку своите можности. Визијата за Западен Балкан, кој се приближува кон Европската унија, не со зборови, туку со дела. Со реформи, со резултати, со интеграција што се чувствува во секојдневниот живот на граѓаните.
Фактот што сме домаќини на овој лидерски самит е важна символична потврда за нашата регионална и европска релевантност. Тоа не е случајност. Тоа е резултат на политичкиот капитал кој го вложивме во стабилноста, реформите и конструктивниот пристап. Ова е признание за улогата што нашата држава ја има во градењето мостови и создавањето решение. На денешните разговори се фокусиравме на реализација на планот за раст на ЕУ за Западен Балкан, кој представува историска шанса за сите нас. Тоа е механизам кој ни овозможува не само пристап до инвестиции и фондови, туку и мотивирачка рамка за напредување на владењето на правото, ефикасноста на институциите и економската конкурентност. За нас овој план не е формалност, тоа е алатка преку која ќе ја трансформираме земјата, ќе ги модернизираме јавните услуги, унапредиме образованието, ќе инвестираме во енергетска и дигитална инфраструктура. Ќе ја направиме татковината вистински европски дома, пред да стане формално дел од ЕУ. Но исто така сакам да бидам јасен дека нашите чекори по европскиот пат се со отворено срце и разум, со прифаќање на европските вредности. Меѓутоа се противиме на уцените кои не се дел од тие вредности. Не прифаќаме наметнување под маска на европскиот процес. Европа е дом на правото, на правдата, на достоинството. Тоа се вредностите што ги прифаќаме, се друго е туѓо за Европската Унија и туѓо за нас. Почитувана комесарка Кос, на овој самит нашата држава влегува како држава со јасна насока. Нашите реформи не се декорација, тие се потреба. И ние нема да чекаме некој да не турка. Ке се движиме самите со собствена волја, со конкретен план и со јасна визија. Испорачуваме резултати не затоа што тоа некој го бара од нас, туку затоа што тоа го заслужуваат нашите граѓани. Ке продолжиме да ги следиме европските вредности не затоа што тоа ни го наложува некој, туку затоа што тоа е нашиот избор и веруваме во тоа. Нашиот пат, нашата определба. И затоа благодарни сме за поддршката од Европската комисија, но уште повеќе сме решени сами да си помогнеме да ги спроведеме реформите и да ја трансформираме земјата. Со инвестирање, со работа, со доверба во сопствени сили и со партнерство со ЕУ. Нема да коментираме, ова беше илустрација дека тоа што го зборувавме предходно е и заложба на владата. Прашањето е и до двете, прво кај Царска совет, зошто е овој последен инструмент што се гледаше како една нова алатка, еве дури траат сите тие политички перипети, зошто и овој инструмент пари за реформи некако истекуваат тие први два периоди за оценка, не ги дава ефектите. Дефинитивно инструментот не ги не поттикна реформи. Не поттикна реформи, меѓутоа не би се откажала од него. Сам дека досието не е идеално, ние сме некаде на 25% од исполнување, ако не се лажам, тоа е некоја груба проценка, но ако погледнеме во државите како што е Албанија, тие имаат многу поголема реализација. Црна Гора е тука некаде со нас. На регионално ниво за Србија се уште не е јасно поради политичката ситуација како Европската комисија ќе процени всушност и постоење на основните услови за истиот. На Косово не го ратификува, Босна не ја донесе. Значи, мислам дека имаме една тенденција да се гледаме во тој регионален аспект, дека не сме толку лоши, односно ниска е, едноставно е ниско нивото со кое што се споредуваме, но за нас, како држава која што не ги води преговорите, мислам дека немаме луксус да го третираме како инструмент со кој што го реализираме 25%, особено ако имате врзан со него врзано финансиски средства. Тоа што се аргументите кои ги слушаме често пати на политичко ниво, позади врата се дека често пати вредноста не е таква како што се заемите, кои што ги спомнавте предходно.
Иако од онаму каде што ние седаме, од онаму каде што јас седам, повредно е спроведувањето на реформите кои што некој ќе ви внесе средства во буџетот, макар и да се заеми, а дел од нив се грантови, односно 1/3. При тоа, самото тоа што ќе ги спроведете реформите, долгорочно креирате услови за подобар раст на државата. Барем од она што е случај досега. Да се надеваме дека државата смета на тој грейс период, односно овие мерки кои што се од првата година имаат период на спроведување на уште година дена, ќе имаат грейс период некаде до декември 2026, да не споменуваме дека тие од првата година имаат 2. Меѓутоа, доколку ги акумулираме обврските, ако не можеме сега да се справиме ако можеме 20 со 25%, тогаш ќе одиме на крајот, ќе биде многу полоша. До јуни биле 70 милиони, сега јуни, декември, до крајот на годината се 134. Постои административниот товар, ова е нов инструмент, тоа мора да го признаеме. Постои административниот товар кој што го има низ сите земји, кој што го доживеа и во самата Европска унија, всушност многу од државите членки, бидејќи е моделиран според нивниот пример. 6-месечно известување не е лесно, меѓутоа пак видовме административна креативност во Албанија, која што не поднесе извештај на 6 месеци, туку си го продолжи периодот за сите мерки и поднесе на подолг период за да си даде сама на себе си. Ама ние тогаш велевме Албанија ќе почне покасно, ние сме лидерите. Точно, ние имаме синдромот на добриот ученик, тоа е апсолутно точно. Меѓутоа да се надеваме дека научивме нешто од овие 8 месеци од инструментот, што ќе ни помогне за наредните. Има ли факторот изборен период? Колку оди со вашиот оптимизам, бидејќи државата не функционира? Албанија имаше избори. Знаете, јас често пати си велам изборен период, меѓутоа Албанија исто имаше избори во истиот период и немаше формирана влада. Други се политичките услови, потполно не е јасно, меѓутоа и во моментот нашата влада има прилично стабилно мнозинство и прилично стабилна власт, особено после ова, за да не можеме да бараме други видови на, да не речам, изговори. Сепак, јас би го потенцирала, би се вратила на прашањето на буџетот. Мислам дека најголемиот индикатор на тоа дали ова ќе успее е дали владата ќе ги вклучи не само мерките за судството, туку и сите други останати мерки во буџетот за 2026 година, бидејќи доколку тие не се таму, ќе имаме истата приказна сега како со правосудството и во тој случај веќе после година дена ќе ги видиме потешкотиите. Имаме еден пример, ќе го коментираме дали ни ветува оптимизам. Мојсова, еве низ еден конкретен пример, дека ова се реформи кои што имаат практична вредност. Одамна е оваа реформа, мапирани 377 парафискални давачки, до јуни требаше да се отстранат 28 за мали и средни предпријатија и дополнително во држава во која што сите сакаат да ја дадат кредити, олеснување на пристап за заеми за мали и средни предпријатија. Две обврски, еве, небитна е сумата 8 милиони евра, меѓутоа побитно е значењето на овие реформи, не се спроведени, нема одговорност, нема ништо. Овој инструмент требаше да го внесе токму тој момент на одговорност. Сега точно 8 месеци се поминати само и доста надежи полагавме дека на тој начин нашата администрација ќе научи она што го испланирала да го реализира. Реформската агенда на земјава беше најамбициозна од сите во регионот. Значи, тргнавме многу амбициозно, мислејќи веројатно дека ќе почнеме да испорачуваме на многу брз начин и така натаму. А на тие што ги следиме состојбите ни беше јасно дека ќе дојде до нешто вакво, затоа што беше нов инструмент и од страна на ЕУ за овие држави, ако беше правен по пример на европски инструмент, беше временскиот притисок кој беше додека да се донесат реформските агенди, кој беше наметнат на државите, беше навистина огромен. Имам чувство дека нашата администрација се потроши во правење на реформската агенда и кога дојде моментот за имплементирање, кога веќе требаше сите оние процедури внатре на вклучување на овие реформи во буџетот и така натаму, да почнат да
стартуваат, тука некако сето тоа застана. Потребно е механизмот кој беше на почетокот објавен дека ќе функционира. Министерот за европски прашања кажа дека ќе имаат специјални седници на владата. Прво беше кажано дека тоа ќе биде еднаш неделно, па после еднаш месечно, каде што ќе се дискутира за реформската агенда. Тоа е нешто што мора да тече, затоа што секој министер многу реформи има. Практично скоро сите институции се тука. Одлуките може да се носат само на највисоко ниво. Промената исто така на раководни функции внатре во министерствата, а таа свесни сме дека се случува заради политички промени, заради ред други фактори, доведува до тоа некои од реформите да се стават на страна. Овие двете реформи се прилично лесни реформи, би ги нарекла, затоа што веќе се доведени до фаза на спроведување. Зошто не се спроведени? Тоа навистина треба да ги прашаме министерствата кои се надлежни за нивна реализација. Тука правиме уште една пауза за реклама. Царска нема многу време, но еве околу оптимизмот и ова и така ќе завршиме. Само еден пример се однесува на неуспехот да се пополни потребниот кадровски состав на Агенција за конфискација на имоти, па од комуникацијата со Европската Унија дознаваме дека тука имало размена на аргументи, дека тука 3 пати Министерство за финансии не прифатило, иако ни беше кажано, не се секирајте, има грејс период, парите не се добиени, всушност од ова размена на информации меѓу ЕУ и владата дознаваме дека всушност оваа реформа нема ни да се спроведе, бидејќи наместо барани најмалку 40, Министерството за финансии одобрило само 13 привремени вработувања до крајот на идната година. А на нас грејс периодот ни е до јуни идната година. Јас малку би ја дигнала перспективата, убав ви е примерот, тоа зашто е овој нов инструмент и механизмот значаен, бидејќи во Европската Унија се дискутира комплетно да се пренасочи форматот на поддршка и внатре во државите и кај државите кандидатки врз основа на овој механизам. Така да, изгоревме, ако е така, тоа ми е завршното прашање. Колку порано ние се навикнеме на овој метод, толку подобро за нас. И мислам дека ќе биде многу поголеми прашања од 16 или 13 вработувања кои што ги споменувате. Да завршиме токму во овој дел. Значи, се прави таа нова финансиска рамка и финансирање според резултати ќе биде. Нема веќе пари што стојат во нечија касичка, така наречена за Македонија, и ќе се стојат таму. Ова е финансирање според резултати. И ако не се разбере дека е така, се согласувам. Ако овој инструмент не е успешен, што може да очекуваме? Имавме многу ЕУ фондови на располагање, најголем дел не се користеа или се користеа со задоцнување и така натаму. Овие реформи сите треба да ги направиме пред се за нас. Тоа стои. Не тера нас Европската Унија, на некој начин ни помага и со задолжување. Меѓутоа, доколку си зададеме задача и го сватиме ова како програма на било која влада, независно да се случи да се менуваат владите, мора да има некој патоказ кој државата ќе го води и кој ќе доведе до поголема стабилност и политичка и економска, и сите оние работи што премиерот ги спомена, дека тогаш ќе можеме да сметаме дека ќе почнеме да се развиваме и дека никој нема да не турка на тој пат, само на овој начин може да го направиме преку ваков тип на инструменти. Надежда последно. Ви благодарам што вечерва бевте гости во ТОП тема. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието. Останете на тема.